Временските услови се идеални за посев на житните култури. Полјоделците веќе се подготвуваат за засадување на пченицата. Експертите велат дека доколку земјоделците се одлучат за користење заменска пченица од минатата година, претходно треба да ја дезинфицираат. На пазарот постојат голем број на фунгициди кои што може да послужат за сузбивањето на болести кои што се јавуваат покосно кај житните култури, кај што е главната, и тоа кои што се наоѓаат во прашкаста форма, потоа во течна форма, како што е пример во прашкастата форма е манкозеп, некои ги потоа вршат миењето на домашната пченица со да речеме синкамен раствор од синкамен и така натаму. Од друга страна, и за користење на купечка семенска пченица треба да се внимава на дозирањето, додава Ивановски. Доза на употреба обично се движи од 20 до 25 килограми за 1 декар, а доколку се користи домашна семенска пченица, за 5 килограми се зголемува дозата на употреба, односно и таа изнесува норма на употреба или норма потребна количина од 25 до 30 килограми на 1 декар. Тој смета дека полјоделците треба да ја прихранат почвата со микробиолошки ѓубрива сега пред почетокот на сејдбата, бидејќи напролет азотните ѓубрива кои се користат за прихрана не може да го надокнадат недостигот на хранливите материи.